Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски информираше дека за неколку денови започнува изградбата на новата детска градинка во Инџиково. Со особено задоволство сакам да ги информирам граѓаните дека ја потпишав одлуката за избор на економски оператор кој ќе ја гради новата детска градинка во Инџиково. За неколку денови од денес започнуваат градежните активности. По повеќе децении жителите на Инџиково добиваат детска градинка, а јас исполнувам уште едно ветување дадено пред граѓаните, напиша Стевковски на социјалните мрежи. Како пример на своето време, преку својата визија и храброст, Гоце Делчев ни го остави своето дело, својата визија и патоказот кон силна и обединета Македонија, истакна градоначалникот на Киселавода Орце Ѓоргиевски на одбележувањето на 153 годишнината од раѓањето на македонскиот великан Гоце Делчев. Испречени пред неправдите, пред обидот за негирање на македонскиот бит, со гордост се поклонуваме пред нашиот и само наш македонски херој, напиша Ѓоргиевски на социјалните мрежи. Гоце е Македонија и за тоа нема никаков компромис, истакна првиот човек на Киселавода. Директорот на спортскиот центар Борис Трајковски, Даниел Апостоловски и председателката на специјалната олимпијада на Македонија Моника Бошковска денеска потпиша меморандум за соработка, со кој лицата што се дел од специјалната олимпијада ќе имаат можност да ги вршат своите подготовки во овој спортски центар. Спортистите ја заслужуваат целосната поддршка од институциите, ние сме должни да одговориме на предизвиците. Се со цел да придонесеме за развој на нови спортски атлети, напиша Апостоловски на социјалните мрежи. Со оваа соработка се обезбедуваат подобри услови за тренинг и развој на спортистите од специјалната олимпијада, со што се потврдува заложбата за поголема инклузија и поддршка на лицата со посебни потреби во спортот. Општина Киселавода денес започна со акција за генерално чистење на јавните површини, улиците и парковите на своја територија, со цел да обезбеди почиста и поздрава животна средина за граѓаните. Активностите започнаа од населбата Цветан Димов и во наредниот период ќе бидат опфатени сите 15 населби и населени места во општината, извести општината. Ангажираните екипи темелно ги чистат улиците, тротоарите и јавните површини. Се мети рачно, но и со новите метларки кои неодамна беа набавени како одговор на барањата на граѓаните за почиста животна средина. Се перат плочниците, во парковите се кастрат суви гранки, се отстранува на собраниот комунален отпад. За жал се санира и несоодветно оставениот шут и кабаст отпад, кој не смел да заврши на јавните простори. Во овој контекст, општина Киселавода најавува дека за околу 2 седмици ќе организира нова акција за бесплатно подигнување на кабаст отпад, кој потоа ќе биде соодветно складиран на депонија. За оваа активност граѓаните ќе бидат дополнително известени, велат од општината. По денешната акција во населбата Цветан Димов, утре активностите продолжуваат во населбата Драчево, в четврток во Расадник 11 октомври, а следната недела ќе продолжи акцијата и во сите останати месни урбани заедници, согласно веќе изготвениот динамички план, се додава во соопштението на општината. Зимата е најчесто период со најмала посетеност, а тимот на зоолошката градина секогаш се труди и успева животните да добиваат првокласна храна според класифицирана европска табличка и да имаат најдобри услови, иако цената за влез е само 80 денари, а месечните трошоци се речиси 3 пати поголеми од пред само 3 години, велат од Скопската зоолошка. Токму по тој повод ги повикуваат сите општествено одговорни компании, ресторани, институции да купат влезници за зоо Скопје, кои ќе важат до 1 јуни, а кои ќе можат да ги поделат на своите вработени или потрошувачи и клиенти. Со секоја ваша купена влезница помагате за благосостојбата на животните, но и успешно да го прославиме јубилејот 100 години Скопје Зоо. Сите заинтересирани може да не контактираат на Зоо Скопје, maimунча@zooscopje.com.mk, порача од Зоолошката градина Скопје. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја